Почитувани, СДС континуирано ги задолжува македонските граѓани и економијата. Неспособната влада на СДС ја носи Македонија пред банкрот. СДС, начело со Зоран Заев, од ден на ден се повеќе ја однесува стабилност на државата. Црното економско трио Заев, Тевдовски и Анџушев ја доведува на Република Македонија пред економска бездна. На задолжувањата за жал им нема крај. Владата на СДС зборуваше против задолжувањето, а само за 4 месеци ја задолжи Република Македонија и македонските граѓани за скоро половина милиарда евра. Министерот за задолжување Тевдовски со последното задолжување ја задолжи Република Македонија дополнително за 72,3 милиони евра. Со ова ново задолжување Македонија е задолжена вкупно за 498,58 милиони евра, што е алармантно. СДС во последните 4 месеци се задолжи со државни записи, државни обврзници, со и бездевизна клаузула во износ од 216,73 милиони евра, додека со задолжувањето со кредити и задолжување по други основи за вкупно 104,85 милиони евра. Додатно, расипничката и неспособната влада на СДС испумпа дополнителни 177 милиони евра од државните резерви. Како што е видливо на графичкиот приказ, задолжувањето со харти од вредност има загрижувачка тенденција на постојано зголемување. Од 18 јули оваа година, од кога се дојде на власт СДС, непрестанато ја задолжува земјата. Првично за 10,6 милиони евра, прито за непол месец на 8 август оваа година да ја задолжи земјата за додатни 30,4 милиони евра. Понатаму, расипничката и должничката влада само во септември 2 пати ја задолжи државата со хартија од вредност, и тоа на 5 септември за 27,14 милиони евра и на 19 септември за 76,33 милиони евра, како што е видливо од графичкиот приказ. Последните вести од финансиската кујна на СДС се нови 72,26 милиони евра задолжување во харти од вредност на 3 октомври, како што е видливо и на табеларниот приказ и на графичкиот приказ. Криминалната влада на СДС нема даено одчет ниту како се трошат, ниту за што се наменети овие пари. Уште посимптоматично е тоа што овие долгови се прават откако беа распишани локалните избори, што отвара огромен сомнеж дека овие средства кои се повлекуваат, а кои ќе бидат враќани од парите на сите граѓани, може да служат за изборна корупција. Почитувани, не се отвараат фабрики, не се градат нови патишта, ниту се отвараат градинки или било какви проекти кои се од корист на граѓаните на Република Македонија. За жал, инвеститорите си одат, дел од веќе постоечките капацитети се презатворени и стечај, целокупната состојба во земјата е критична. СДС и Зоран Заев мора да се сопрат во уништувањето на македонската економија. Граѓаните на Република Македонија ќе ја казнат ваквата деструктивна политика и на домачинско работење на СДС и Зоран Заев на 15 октомври на локалните избори. Ви благодарам.